Таа е дефинитивно дама која што долги години ја почитува нашата работа, а ние секој пат ја почитуваме нејзината, па ќе го дадеме тој френетичен аплауз за дамата која што честопати и знаевме да ја уживаме дефинитивно во ноќните клубови низ Македонија. Една од нашите фантастични вокали музичарки утрово на линија на утринска на Тилма. Леана Таки или меѓународот многу попозната како Леа. Леа, добро ти утро. Бакнежи. Добро утро. Прво да се извиниме вака што малку задоцнето те бараме, но верувам дека овие рани утрински часови веќе не се нешто непознато за тебе, со оглед на тоа што пред неколку месеци си мама, па ќе честитаме и за тоа и ќе прашаме како се снаоѓаш и кога на една тазе мајка и започнува утрото. Бидејќи ми се погоди бебенце што прво сакам да ви кажам дека многу ми фалевте. Одамна мене имаше имена со новости, затоа и занимаваме видено, си имаме гледано толку многу пробав низ овие денови кога се слушнавме последен пат да се потсетам за колку многу прилики си имаме видено последните години. Инаку утрото почнува буквално секој ден различно. Можам така да си помислам некогаш дека окей, сега го фатив редот и сега веќе знам вака и вака ќе си го наредам денот и не, апсолутно никогаш не функционира. Нема правила. Да, на пример знае да почне во 3-4, па да на кај 6 пак да продолжи ноќите до кај 8, зависи како. Така. Утрово кога стартуваше денот? Утрово имавме една чудесно непроспана ноќ. Значи немаше ни спиење, добро. Не знам дали беше тоа спиење. Има сигурно да разбираш кога ќе ти кажам дека понекогаш има така мислам дека спиам, не сум сигурна. Мижиш, едноставно, да, се трудиш. Леа, Марко пред малку спомена, те паметиме и сме биле нели дел и голем дел од луѓето на твои преубави свирки, забави, кои што се случуваа нели во доцни вечерни часови. Сега верувам дека тоа некако го заменуваш со скроз или целосно нова рутина која што некој друг ја раководи. Верувам дека малку и ти недостига тој момент, но од друга страна пак многу поубави спомени си креирате заедно. Колку се промени ти вака, да речам лично, со новата улога? Мислам дека се променив и многу години претходно. Мислам дека триатлонот ме смени. Спортот ме смени многу. Бидејќи како што почнав да спортувам се повеќе, почнав се порано да сакам да се легнувам и се порано да сакам да станам, не изфорсирано, тука едноставно бидејќи го видов. Организмот така го научи. Па не само го научив, туку и на еден начин сакав да се случи тоа, бидејќи видов која е убавината на тоа да стануваш рано и да се легнуваш рано. Мислам, нели, се осеќа на здравието, на кожата, на расположението. Така е. Знаете, бидејќи сте роднобудници. И мислам, да речеме дека тоа настапување по ноќни клубови заврши во голема мера бидејќи не може веќе да издржам да бидам будна до многу касно навечер. А сега во моментов, бидејќи сум на мала пауза која што се надевам дека нема да трае уште многу долго. Полека ќе се враќаш, да. Ќе се адаптираш, верувам. Имам да кажем имам малку проблем со местата каде што се свири во Скопје, бидејќи сите дозволуваат цигари. Голем противник на цигари. Го коментиравме со наши пријатели, кусо мала дигресија, бев на концерт на BDM пред некој период, им кажав и на колегите, верувам дека за час и половина морав да излезам и да си заминам дома, не поради гардеробата што мирисаш, туку неподносливо е за публиката, особено за изведувачите кои што се на сцена. Законот за жал некако повторно го вратија, а инаку нели пред години помниме дека токму клубовите и голем дел од кафе-баровите не дозволија, па имаше нели посебни места и верувам дека тоа е голем проблем. Па да, мислам дека може доколку до тој степен не сакам да ги забраниме, веројатно барем може да се наметне некаква регулатива околу вентилациите. Именно, така е. Да се обезбедат подобри услови. Леа, ајде откри ни некои од твоите утрински ритуали, кога, да речеме, регуларно, од прилика ти стартува денот, како што ни сподели пред малку, меѓутоа кога ќе станеш веднаш бараш кафе, со оглед на тоа што велиш ноќеска и малку и се спиеше, што те одржува будна во текот на денот и кои ти се утринските ритуали? Колку тие можеби се променија од пред неколку месеци и сега? Промената е таа што генерално не можам во моментов да мислам или само бидејќи да речеме ако до пред 4 месеци беше окей, станувам на кај 6:30, меѓу 6:30 и 7, зависи како треба да ми се денот.
и обавезно го почнувам денот под број 1 со турски чај и под број 2 со многу високопротеински доручек во форма на овес, мала количина на овес со додаден барем 20 на грама протеин и тоа ми е нешто што морам да го направам пред да почнам да вежбам. И сега се случувало некогаш кога сум кратка на време да биде, окей, станувам, пијам чај, вода, 2-3 лажички грчки јогурт и продолжувам да вежбам. Па потоа доручкувам додека се спремам, се зависи како сум со време, нели? Но сум голем поддржувач на тоа дека кога ќе станеш првото нешто што треба да го правиш е доручек и вежбање. Леа, тоа е сега и шепотам на Цеце, велам дали Леа беше во триатлонот и ми посведочи да, сакам да прашам да, бидејќи сме говорили за оваа спортска дисциплина, верувам улогата на мама и се тоа како една нова табула раса и нова животна страница во твојот живот, една нова епоха, ги адаптира новите ситуации и приоритети. Меѓутоа, верувам дека ќе се насочиш повторно можеби на некои нови спортски резултати и пиедестали. Дали во моментот наоѓаш некако во ова можеби и турбулентно време позитивно да некако си покажеш и докажеш нови резултати и здравје Боже, дали има нешто вака прагматично размислувајќи за 2025 кога стана збор за некакви спортски настани? Да. Па самата бременост е прилично голем товар за едно женско тело и опоравувањето, зборам опоравувањето за да стигнеш до степен каде што мускулатурата е вратена во една нормала за да можеш да си дозволиш нели без повреди да продолжиш со ваков тип на активности, си бара малку време. Генерално во моментов сум фокусирана на многу пешачење со бебе и на тие некакви, да речеме, тежински тренинзи за сила, за да се врати нели се што треба да се врати во првобитната состојба, па и да стана можеби и посилно, кој знае. Што да се случува. После бременоста, така што, но да речеме дека сакам да се подоврзам од преска, мислам дека се трудам да се држам до рутината, бидејќи таа ми дава некаков мир и спокој и мене ме прави подобар родител и пофункционална во... Да си има дисциплина е одлична работа и тоа си го практикувала и претходно и сега се трудиш да го преминуваш. Веруваме дека ќе биде така добро во вашиот дом и во следниот период. Леа, пред да те испратиме, само да прашаме што можеби можеме вака да споделиме до крајот на годината, очекува ли нешто интересно или тоа ќе биде само љубов и гушкање со семејството? Во моментов... Затоа што ми откри дека од време на време знаеш нели да појдеш и да се дружиш со учениците, нели малку да излезеш од оваа нова рутина која што бебето ја наметнува. Да, поникогаш заборавам дека се уште, бидејќи нели ми изгледа имам намалено многу и ми изгледа дека ништо не правам, а всушност се уште правам. 4-та година сум на Джез академијата Гоце Делчев во Штип. Така што оваа година и ќе дипломирам, тоа ќе биде втора. Браво. И кога наоѓам време во последниот период гледам дека инспирацијата веројатно заради тоа што се стишани сите оние работни обврски секојдневието и се тоа и имам нели многу тивки моменти за себе кога бебето спие, гледам дека инспирацијата за нова музика ми е на така по високо ниво, така што се потрудив во овој период неколку демо снимки да снимам. Прекрасно. Се надевам дека во следните неколку месеци ќе чуете нешто ново од мене, се разбира дека прво ќе се јавам на вас. И да знаеш го чекаме тој повик. И ние го чекаме тој момент кога ќе излезе нешто ново, сигурно ќе лоцираме што. Сакаш вака да ја поздравиме ако нешто. Уморно е ова најболно пешто. Тој беше спотот што го гледавме, да. Колку времење бе. Да. Не заборавај дека многу песна беше. Леа, пред колку години? Не сигурно повеќе од заборавај. 15-тина. Јас ќе кажам 10. 2011 или 12, така што мислам дека пред 12 години. Да. Ама тоа се песни убави кои што остануваат, дефинитивно. Така. Леа, ти благодариме многу. Те оставаме да се гушкаш со бебуш по дома, да си правите се што треба да си правите во овие најубави моменти. И ова едно прашање што го мислев од дома, ама заборавив, сега ми текна. За мајка, за мајчинството се вели дека е една од најубавите, но и најтешките работи. Дали се согласуваш? Апсолутно 100%. Ете, морав само една подршка да си бидеме една на друга. Тоа мислам. Мислам дека те минува на убав начин. Те созрева некако со сила. Така е. Леа, те прегрнуваме многу љубов до тебе и се гледаме наскоро. Се гледаме.
Бакнежи, убав ден и се надевам дека ќе уживаш во остатокот од овој понеделник, а се надеваме дека ќе уживаат и нашите гледачи во остатокот од оваа денешна утринска на Телма.